Сме како едно семејство, мислим дека 99,9% се познаваме сите меѓу нас. Значи, опуштена атмосфера, фина, присуствувате вечерва на еден културен настан и јас имам чест да ја отворам изложбава на фотографии Водици 2002-2026. Зоран Андонов е фотограф околу 40 години и новинар, така што има богато искуство. Ова е негова 5-та самостојна изложба, што не е малку за наши прилики, нели? Во градов, активен член на ЧКРАП, уредник на неколку книги за слики, за фотографии, за илустрации и мој баџанак. Тоа нема врска, тоа што ќе кажам понатаму, се тоа го заслужило. Ова е изложба на документарна фотографија. Да не држам предавања сега, документарна фотографија во една реченица значи таа фотографија која што фотографите го снимаат животот, настаните, луѓето и местата без да се вмешуваат и да прават сетап и да режираат, туку го снимаат животот таков каков што е. Зоран Андонов се одлучил за еден верски, па ајде да кажам и народен обичај, празник, а тоа е Водици. На 19 јануари секоја година млади момци се фрлаат по крстот и кој ќе го фати има среќа, потоа се дели света вода, знаете како тоа оди, нели? И што е многу интересно и значајно, јас имам многу читано за фотографијата низ светот и знам дека има фотографи кои што работат долгорочни проекти по неколку години, ама некој да работи 25 години на еден проект, јас не сум слушнал до сега. Значи, според мене, тоа е една голема вредност и голем куриозитет. Зоран од 2001 година до 2026, освен неколку години за кои што од оправдани причини не можел да биде едноставно присутен на оваа светковина, така да кажам, значи, секоја година наоѓал време и задоволство да иде да фотографира и да снима. Самото тоа е многу необично во светски рамки, а не само во наши рамки. Освен тоа, тој како фотограф се потрудил да ги сними, да ги фотографира најважните моменти. Прво во црквата Свети Кирил и Методи долго години одел, а подосна и во црквата Света Богородица, а има неколку паноа со фотографии што се снимени во Свети Јован Бигорски, во Радика, во реката Радика, Стенче и Волковија. Овде пред вас има изложено 162 фотографии од преку 3000 што ги направил Зоран. Значи тешка работа и да се фотографираат толку години, да се направи селекција и да се потруди сето ова да го изложи за ваше задоволство. Значи ретка прилика. Жал ми е само што нема, колку што гледам тука, луѓе од свештенството, бидејќи сите се лично поканети. Очекувавме да бидат тука присутни, но веројатно си има причина за тоа. Сакам да кажам дека овие фотографии се не само документарни, ако погледате, секој може да најде многу овде фотографии што имаат и така наречен фактор X, нешто плюс, да не бидат само обичен снепшот или обична забелешка со притискање на копчето на фотоапаратот. Значи, неговото искуство, тоа што е тој, значи човек од оваа средина што потекнува, што ги знае обичаите, знае да заземе позиција, место, знае кои се клучните моменти и он тоа го бележи со својот фотоапарат. Може би прво ќе ве збуни олку голем број на фотографии, но можете слободно да ги разгледувате колку што сакате и се надевам дека ќе уживате во тоа. Јас му благодарам на Зоран што ни ја подари оваа изложба и воедно му честитам. Ќе му дадам малку збор. Што сте вечерва овде, после оваа беседа на Драги немам ја што многу повеќе да кажам. Единствено сакам да разјаснам нешто што многумина ме праша, а им остана малку чудно. Зошто 2002-2026? Тоа се 24 години, нели? Обично се прави на 20-25 години така јубилеј. Всушност, јас колку што се сеќавам, во 1992 година, кога прв пат почнав да работам за
македонска телевизија како дописник од Тетово, знаеме едни од првите задачи што ми беше како новинар да направим прилог за чествувањето на Водици. Тогаш немав со мене фотоапарат, бидејќи морав да носим камера и зашто ја известував и снимав. Со аналоген апарат немам направено фотографии од Водици, но во 2001 година, знаете вие, тешка година за Тетово, па и за Македонија, го добив мојот прв дигитален апарат. Тоа беше еден Fuji, така, малку поголем од кутија цигари, но беше многу практичен, може секојаш со мене да го носам и да фотографирам. И тогаш во 2002 година се одлучив, реков да отидам да видам Водици како се прославува. Навистина беше тоа многу чудна атмосфера. Некако луѓето после онаа теговна година, теговна 2001 година, некако масовно се собраја како да бараат некој одушок на душата, да се сплотат, да се види дека и ние постоиме на овој простор. И така почна да се редат година за година. Имам некои години пропуштено, например 2003-та. Мислам дека бев на некоја друга задача. 2010-та знам дека закаснив на чествувањето, бидејќи целата таа процесија заврши порано од вообичаеното. 2016 година исто бев на друга задача. Во 2021 година, знаете, бевме под карантин, не можевме да се собираме. И 2025 година, поради здравствени причини, не можев да присуствувам. Тогаш направив на мојата Facebook страна, постирав неколку стари фотографии од Водици, и тогаш ми дојде таа идеја, зошто да не направам нешто повеќе. Сите овие години што сум фотографирал да ги представам на едно место. Таа идеја тлееше цела година. Затоа што непокажаните фотографии како да не се воопшто снимени. Да. И таа идеја тлееше цела година и последно во Водици од 2026 година се реши, викам, морам да направим од една причина што самите гледате, Тетово нема изложбен простор каде би можел да се представат повеќе од овие фотографии. Овие 27 паноа се максимумот кој ги има овде во музеот. Значи да има уште некое пано, че немаше каде да го представат. Но во секој случај тоа беше навистина макотрпна работа, беа над 3000 фотографии, требаше да се одбере. За жал некои уште добри фотографии од некои години мора да отпаднат. Тука доста драги ми помогна околу изборот, зашто секој фотограф е субјективен кон својата фотографија, мораше да пресече, да рече не е тоа, ова и така. Во секој случај, еве оваа изложба е пред вас, погледајте ја, сетете се, посебно овие старите, како сме изгледале пред 24 години и повеќе, и гледам тие деца што се покрај базенот, можеби сега веќе се возрастни, имаат фамилии, има некои од постарите луѓе кои некој за жал више не се меѓу нас, но еве останал еден документ за нив на овие фотографии за сечавање, па можеби некој ќе се направи после повеќе години некоја ретроспектива. Па да, тоа заборавив да кажам дека имаат историска вредност. Да. Како што и свештенството се менува на фотографиите, некои свештени лица заминуваат на оној свет или не знам дали одат тие во пензија, доаѓаат други, потоа некои млади луѓе што вели Зоран сега се веќе возрастни, па можете и да си побарате некои сограѓани, види го овој, види ова, тука се снимени. Значи има од повеќе агли може да се ужива и да се гледа оваа изложба. Во секој случај, уште еднаш ви благодарам за посетата и можете да... Изложбата е отворена.